8 септември 2022. Обединети во слободата. Ова е слоганот на владата по повод 31 година независност, која и овој пат успеа да ги одбегне националните символи и името на државата. На логото го нема ниту македонското знаме. Наместо тоа е нацртана географската карта на Македонија во црвена, портокалова и жолта боја. Официјалното лого го објави премиерот Димитар Ковачевски на социјалните мрежи. Денот на независноста е празникот на кој сите се гордееме. Врежан во македонската историја со златни букви. Нашиот трети Илинден годинава го одбележуваме под мотото Обединети во слободата, 31 година заедно. Обединети, силни, слободни. Заборавање или изоставување на Македонија, македонци и национални символи, како да стана традиција за владата. Ниту на слоганот за најголемиот празник Илинден не беше спомната Македонија. Тој гласеше нашата сила за иднината. Тогаш премиерот Ковачевски го сподели символот на социјалните мрежи, нагласувајќи дека нашиот поглед бил вперен во иднината, исто како и на илинденците и јасномците, и заеднички сме го остварувале нивниот сон. Оваа година беше трета поред, кога не се спомнува името на државата. Во 2019-та паролата гласеше «Сите сме деца на Илинден». Во 2020 година «Победа за сите, Илинден». Лани пак логото беше Илинден 2021. Минатата година за јубилејот 30 години независна Македонија, повторно владата со својата илустрација налути дел од јавноста и историчарите, кога македонското 8 крако сонце стана сонце со 12 краци. Според тоа владино лого, Македонија славеше како Северна, пишуваше 30 МК, а долу Северна Македонија, иако Северна постои од 2019 година. Дел од експертите во областа на хералдиката реагираа дека станувало збор за негрижа од страна на оние кои го изработиле логото, бидејќи е недозволиво додавање краци на македонското знаме. По бурата реакции во јавноста, тогаш владата побрза да се оправда, па преку соопштение информираше дека на логото воопшто не било државното знаме, туку одбрана илустрација на сонце.